Македонија, добро вечер. Нова дневна доза на рапорт со Јофе. Токму така. И вечерва, исто како изминатите вечери, се занимаваме со партиските митинзи, нели во време на кампања сме и остана уште само малку, уште само 4 дена до 5 јуни. А на 5 јуни овој народ ќе ја земе... Што? Што треба да земам? Писмо. Кога е ова? Гордана Јанкуловска до Радио Слободна Европа. Вика вака. Пред се, заради почита кон медиумите и значењето кое што тие го имаат во секое демократско општество, бла, бла, бла. Добро. Значи, според ова, Јанкуловска дала телевизиско интервју за Радио Слободна Европа и се било супер со интервјута, ама се буни за нешто друго. Еве го тој дел, вика вака. За жал, на овој начин ви се обраќам за да се информирам зошто интервјуто не беше емитувано во редовниот термин на А1 телевизија, согласно досегашната практика, и вашите интервјуа кои ги презентираше телевизијата со други политичари. Веќе втор ден, како нема никакво образложение дали и зошто медиумот од улица Перонаков не ги испочитало врските, односно објавувањето на интервјуто во термините кои се уште стојат на вашата интернет страница. Значи, ова е за тоа интервјуто неделното, кое ние го емитуваме обично во понеделник. Да, тажна приказна. Тоа зошто не сте го пуштиле интервјуто, бе? Што ви е на вас? Сам срамота. Мислам, еве, според тоа што го читам овде, веројатно Јанкуловска се наместила пред телевизор, гаранцела и пуканки, да види како испаднало, како било интервјуто, како излегла, дали била убава. Мислам, го знам тоа лично искуство, јас така правам. Си земам пуканките пред телевизор и гледам, обично сум најубав на цел свет, има и некои денови така. Али да, замислете да не ме пуштите, знаете ли колку јас ќе се разочарам? Затоа знам како е, да. Добро, дај да видиме малку сериозни, господја Јанкуловска, не знам зашто мора вака преку надворешни интервјуа. Еве имате отворена покана, дојдете кога сакате, ќе го направиме интервјуто во ова прекрасно студио, овде ќе си кажете се што си имате. Мислам дека така би било многу фер и ние поради тоа што вашата партија се плаши од дебати и од соочувања, баш поради тоа ги откажавме и сите предизборни дебати кои ги имавме планирано. Се едно интервју нема да биде воопшто проблем, господја Јанкуловска. Значи, уште еднаш имате отворена покана, само вие изразете желба, ние ќе ви излеземе во пресред и нели вашите желби се наша заповед. Тоа е тоа. Што? Уште едно писмо. Од Груевски. Хипа, јас сум почестен. Груевски вика вака. Почитувани. На овој начин ви се обраќам за да се информирам зошто во денешната дневна доза Јофе се занимава со Гордана Јанкуловска, не со мене како што редовно го прави тоа. Јас искрено се надевам дека се работи за грешка и дека Јофе во најбрз можен рок ќе почне да зборува за мене. П.С. И зошто пуштате толку многу реклами во лисијата? Можам на рад да си ја гледам серијата. И кога ќе почне втора сезона од Имотот на дамата? И зошто Виктор испадна толку рано од Идол? Јас толку многу пати гласав за него. Реформски поздрав од Никола. Фала на поздрав од господина Груевски. Но јас навистина не знам што да ви кажам. Очигледно не сте гласале доволно. Што? Уште едно писмо од ВМРО. Не, се себе, треба да завршуваме, да. Толку за денес, драги мои, се гледаме повторно утре на истото место. Чао, чао.